Говориме за уште еден предлог закон кој што произлегува од договорот потпишан со, како што велите вие, стратешките партнери за изјазба на европските коридори и од коридорите од стратешко значење. И како има голем интерес во јавноста, и како има многу голем број на забуни. А зошто произлегуваат забуните, бидејќи имаме недоволно информации, бидејќи имаме нетранспарентна постапка. И тоа не е сега, туку самиот почеток. Уште од најавите за изградбата, па при спроведувањето на постапката за тој фамозен тендер за надзор, па еве до ден денес. Така да, можеби, иако имаме група на колеги кои што се јавуваат како предлагачи или поднесувачи на предлог измените на законот за минерални суровини, можеби најсоодветно ќе беше и првото најмногу потребно на оваа седница овде меѓу нас да биде правиот нарачател на законот, да дојде и да го види Артан Груби. Тој е тој што се јавува, тој е тој што повикува, тој е тој што координира, тој е тој што ги извршува работите. Значи, ако сакавме ние, доколку ние сакавме да имаме квалитетна расправа, кои се правите мотиви на овие измени, кои се суштинските работи кои што треба да се постигнат, кои работи сакаме да ги подобриме со нашите поднесени два амандмани како ВМРО да помене и колегите со мене подпишани, требаше него да го видиме тука седнат и да ги имаме правите одговори. Зошто ги бараме правите одговори? Бидејќи имаме предлог измени на закон кои што се директно врзани, директно имплицираат сооднос со склучениот договор за изведба на автопатот, договор кој што никој не го видел. Никој не го видел. И ние сега треба да дискутираме за последиците, а не ги знаеме причините. Зошто го велиме ова? Доколку отпочнеме генезата од почетокот. Не случајно ВМРО ДПМН реагираше толку директно и толку гласно при самиот тендер за надзор. Нема да навлегувам сега и да укажувам на делот како били издавани лицензите, како била спроведувана постапката, дали некој имал интенција да победи еден или друг на тендерот, дали биле прилагодувани или адаптирани условите за некој да го добие тендерот. Ништо не кажам. Нито пак ќе коментирам фирмите дали име носечка деност за изведба, проектирање, инженерство, надзор или производство и продажба на долен веш. Едноставно би искоментирал еден дел кој што досега некако не избегнуваше, а сега е многу важен во овој дел, особено на процедуралното, каде што во самиот договор им беше дадена улога да во тие низ за одредби за консултантски услуги практично имаа улога да преговараат за условите на тој договор, што сега е склучен. Замислете, од една страна имаме една мултинационална компанија, сериозен субјект, со огромно искуство, со дивизија цела на правници, со екипи кои што имаат истекнато и пренесено искуство од низа на вакви или слични проекти во регионот, преговарале со апологети на една неспособна и криминогена власт. И затоа имаме договор како што имаме. Излегува само 2 или 3 страници од истиот договор, а ние не можеме заедно со јавноста уште да се соочиме со шокот од само 2 странички од постоечки 400. Мислам дека е коректно, не е ова прв случај за стратешки интерес што има државата од изградба автопатите. Дали треба автопати? Дали требало и преходно? Требаше преходно. ВМРО ДПМН секогаш било гласно на секоја расправа на буџет, например, каде што се повикувале за реализацијата на капиталните инвестиции, кои што се катастрофални со оваа власт. Не е првиот, но треба да знаеме за што дискутираме. Како можеме да ги гледаме, можеби овие предлагачи што ги имаме на законот е директна спротивставеност на одредбите од договорот. Можеби овие предложени измени за експлоатација на минералните суровини ќе го спрешат во изведувачот. Она што е подпишано. Дали ви е вас нормално ние да дискутираме на невидено? Еве и предлагачите нека кажат. Ја во излагањето на предлагачите не видов детали кои се нивните мотиви и причини што ги предлагаат овие измени. Кажува дека е во врска со изведбата, а договорот никој не го видел. Еве, денеска добивме изјава од истиот Артан Груби, кај што вели дека не ни планираат да го дадат. Една од причините што надзорот што преговараше токму тоа да се скрие колку што може повеќе договорот, ако јас се прашувам. Зошто бил класифициран договорот?
Вчерашната дискусија за работни односи, колегата Милошовски, уште еднаш ќе ги повторам неговите зборови, укажа дека голем дел од пратениците имаат сертификати со кои што можат да читаат, разредуваат и дискутираат по документи од државна тајна. Во истата оваа сала, во истото ова собрание кај што се разредуваат, се носат одлуки. Дали сега можеби тој договор е со повисок степен на класификација или на тајност или на доверливост од оние што се класифицирани досега како степен на државна тајна. Или пак станува збор за нивните лични кариери, партиски интереси или односите со некои бизнис структури. Така да од тој аспект сметаме дека затоа и процедурално целоисходно е и потребно е за да имаме здрава дискусија по предлог решение, да го имаме договорот пред нас. Измислете ја формата како што сакате. Сакате електронски, сакате пише на хартија, сакате затворете ја седницата. Но имаме право ние како пратеници, па и јавноста, да знаеме какви се одредбите на тој договор. Да видиме, можеби ова зашто ние имаме јасна загриженост, каде што се обидуваме со суштински амандмани да подобриме состојбата, да немаме толкави штети, да немаме потенцијални катастрофи по однос на финансиската состојба на државата, да можеме да ги подобриме. Можеби овие се занемарливи во однос на некои други одредби што ги има таму уште полоши. Сметам дека е коректно да го побараме договорот да ни го достават. Иначе, ние спремивме тука амандмани со кои што сметаме дека ќе ги подобриме работите, но не знаеме. Можеби има уште десетина други членови во договорот кај што директно се засегаат експлоатацијата на минерални суровини. Па вие се сеќавате какви све дискусии имавме овдека со колегите на поле опозиција, позиција која стануваше збор за минатите измени на Законот за минерални суровини. Се сеќавате дека ВМРО ДПМН предложи серија на амандмани во договорот со невладините организации и коалицијата од два. Што ни кажуваа представниците на власта тогаш? Треба ли да ги вадиме стенограмите? Каде исчезнаа нивните вредности? Што се промени толку многу, освен на рачката на Артан Гроби, за они да заборават на се што кажаа? И пред себе, и пред јавноста. За вредностите што ги промовираат. За грижите наши за кои што кажаа дека се неосновани. Каде се сега истите тие тоа да го кажат? Зошто го велиме тоа? Гледајте сега. Веќе кога збориме за процедура. Пред вас се предпоставам председателе истиот текст што го имам на предлог на закон, кој што и кај нас. Во суштина, најдете ми во образложението на материјалите каде стои член 10. Еден збор каде што е наведен член 10. А во суштина најголемиот дел од измените во законот се токму во член 10, односно додавањето на став 12 и 13. Тоа не е првиот амандман, например, за кој што го спомнуваме. И практично каде што не стои. Еве го образложението. Не, јас, колега, секој што факти се изборам. Читај го член 1. Значи, пазете се. Цели начало основни принципи. Момент само. Образложението, еве заедно ќе го читаме. Имаме време за ваква сериозна работа, нема сигурно да... Материјална расправа. Не, само да докажам. Материјална расправа. Колега, ве молам, еве ќе укажам јас зошто е процедурално. Имаме со процедура. Не е така. Не е така, дозволете само да докажам, јас сум почитувал кај вас секогаш и ќе еве. Предлог законот за изменување и дополнување на законот за минерални содржи два члена. Со членот се дополнува член 40а од законот за минерални суровини во настока во која концесијата за експлоатација на минерални суровини од член 4 став 2 ставовите 4 7 и така натаму. Никаде член 10 не е спомнат. А зошто го велиме тоа? Бидејќи тука станува збор за една многу матна стратегија. Бидејќи на ваков начин како што е замислено, имаме потенцијална можност и ризик од темелна злоупотреба. Некој може да си го протолкува тоа дека изведувачот може да си копа кај што сака и колку сака. Зошто го велиме тоа? Бидејќи со постоешкиот закон е исто така утврдено дека тие можат да добијат концесија по скратен пат. А што е разликата сега со овој случај? Во член 12 вели дека и преходно кажува, значи, само да најдам разликата, тоа го наведов добро, за да имаме, да можете да ги пратите сите. Момент, само извинете.
Еве го. Со членот 10, кој што е најспорниот, вели вака. Во став 5. Концесија за детални геолошки истражувања се доделува врз основа на јавен повик со електронска аукција под услови и начин утврдени со овој закон и законот за концесии и јавно-приватно партнерство. Значи може било кој. Понатаму има и став 6, постоечкото решение. Вели, во случај кога барањето за добивање на концесија за детални геолошки истражувања го поднесува собственикот на резултатите од извршените проспекцијски геолошки истражувања, јавните предпријатија, јавните установи, трговските друштва, основани од Република Македонија и друштвата и така натаму се наредени, им се доделува врз основа на барање без проведување на постапка за доделување концесија по пат на јавен повик, а по постапка утврдена со членот 14 од овој закон. И што велите сега вие? Со став 13. Во став 13 горе се кажува дека се подесува обично барање, кој што ќе го разгледува директно на влада. Во став 13 вели, по приемот на барањето став 12, органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини во рок од 5 дена ќе достави до влада образложен предлог одлука и одлука за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања, која по разгледување на образложениот предлог во рок од 15 дена од приемот на предлогот ќе донесе решение за доделување на концесија за детални геолошки истражувања. И сега вака, можеби некој му изгледа тоа наивно, но разликата е суштинска. Постојното решение ви нуди дека било кој субјект правен, дали е државен, приватен, може доколку е заинтересиран да се појави на јавен повик и да си добие доколку исполнува условите, неравноправната ситуација. И вториот момент, што се прави бајпасот практично на член 10 став 6 со ова предлог решение, е токму членот 14. И тоа не е наивно. Станува збор и за сега да скратена постапка со постоечкото законско решение. Што сака сега да избегнат? Вели вака. Доколку органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини не одби иницијативата и така натаму, треба да направат во став 2 увид, кој треба да присуствува подносилот на иницијативата и така натаму. Став 3. По извршениот увид и по постапувањето по дадените забелешки од извршениот увид, доколку ги има во рок од 15 дена, органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини по службена должност бара мислење. Значи убава детална постапка кај што може да бидат антиципирани сите ризици, сите можни злоупотреби, иако е убрзано. Бара мислење од органите на државната управа надлежни за работите од областа на животна средина и просторно планирање, заштита на културното наследство, транспортот и врските, шумарството и водостопанството, земјоделството, како и други органи на државната управа надлежни за работите од соодветната област. Сето ова се избегнува и се става буквално на брза трака со едно барање кој што треба, верува, односно очекувате, се знае до кај стига, до истиот оној што кажавме дека треба тука да биде присутен. Да не ги наспомнувам и другите ставови. Сите се тие дел од постапка која што треба да бидеме сигурни дека нема да има злоупотреби. Сето ова се исправува. И со член 12 и со член 13 сакаат да го бајпасираат токму овој став. Се разбира, има и други рокови тука ставени, со цел да нема избрзани решенија, да нема погрешни решенија, да нема грешки и да нема оштети. И ова е само моделот што го имаме пред нас како материјал за предложен од колеги пратеници. Дали сметате дека можеби немаше да ме негира дека имаме загриженост по однос на овие два моменти? Зато имаме предносени и амандмани. Се надевам ќе има разум и дека ќе ги сватат ова едниот и вториот амандман не е во оној дел, верували или не, каде што се вели се дава 6 месеци по завршетокот на изведбата да може да се вршат експлоатацијата на минералните суровини. И таму навистина се трудев, колега. Се трудев да побарам логична причина зошто би било тоа 6 месеци. Ајде ќе измислиме нешто за 3 недели, дека имаме посвестум работи на доработка, кастрење, средување, подготвување на теренот. 3 недели, 3 месеци. Нека бидат, но 6. Ајде, најдете. Ќе видиме во материјалната расправа, тоа подетално ќе го збориме. Поентата ми е дека можеби и за ова ќе имаше објаснување доколку го имаме договорот. Но договорот го немаме пред нас. Сметам дека немаме услови за квалитетна расправа, немаме услови за квалитетни заклучоци,
Немаме услови јавноста да има јасен приказ на фактичките случаи доколку не ни биде доставен, повторно ќе кажем, во било каква форма, во било каков начин, само да го имаме склучениот договор пред нас, за да можеме да носиме рационални, издржани и квалитетни решенија. Ви благодарам.